Според последните податоци всушност на Светската здравствена организација, кај голем дел од тинеџерките во Македонија на 13 и 15 годишна возраст, најчесто всушност тие се соочуваат со симптоми како нерасположеност, осаменост и нервоза. Овие податоци се дури од 2021-2022 година, кога и всушност се соочувавме со ковид пандемијата. Нешто повеќе околу менталното здравје кај младите, односно кај тинеџерките, оваа утро разговарам со мојата денешна гостинка Тина Дамјановска. Дамеска. Добро утро и добро дојдовте во нашата тренка. Добро утро, ви благодарам на поканата. Напоменав при самиот крај дека овие податоци се од оној период кога се соочувавме со пандемијата, па и веќе ве прашувам колку сметате дека тој COVID-19 влијаеше, односно го влоши тоа ментално здравје кај младите? Статистиката и податоците и она со кои што секојдневно се среќаваме во нашата пракса покажува дека COVID-19, односно сите мерки врзани со COVID-19, можеби не самиот вирус толку колку што сите мерки оние кои што беа спроведувани и кај нас, нели, навистина направија огромно влијание и морам да кажам дека не само кај младите, туку буквално кај сите. Секако дека дел од нас можеби имаат поразлични снаги во справувањето со овие предизвици, но генерално може да се каже дека за младите можеби беше најтешко. Ова е така бидејќи младите, знаете, адолесцентите во тој период треба да излегуваат, треба да се дружат, треба да стекнуваат нови знаења, нови вештини, а сето тоа на некој начин беше како пресечено. Верувам и од тоа е тој симптом осаменост, поради самите тие мерки, нечистото излегување, всушност дури воопшто не излегува. На страна, ако го тргнеме тој COVID-19, таа пандемија, како резултат на што се овие симптоми, што сметате, дали можеби оној нереален притисок од родителите, притисок од друштвото, средината во која што учат? Апсолутно си во право, Марија, тоа е така. Притисокот е голем, особено од не само од, како што рековме, од очекувањата на родителите. Во тој период и секако проаѓаат низ различни промени психолошки, не само хормонални, и така натака, избор на факултети, избор на професии, сето тоа, нели, партнерски релации, сето тоа. Притисокот е навистина голем, меѓутоа мене ми се чини дека освен оваа изолација која што ја споменавте, тука влијаат и многу други работи кои што влијаат на истата, а тоа се голем број на фактори за кои што веројатно би требало многу долго да разговараме, а тоа се се повеќе употреба на видеоигри, достап на порнографија, исто како и социјалните мрежи кои што парадоксално социјално не изолираат. Така што веројатно сите овие фактори заедно навистина прават да луѓето се чувствуваат изолирани и осамени, и тоа да води до мноштво на непријатни чувства, како што се одредени баш вакви како што кажувате, одредени депресивни, анксиозни чувства, одредена социјална повлеченост, изолираност, чувство на неадекватност и така натака. Како да постапат родителите во овој случај? Што да преземат? Дали можеби со разговор да ги решат проблемите со нивното дете, односно за тинеџерките конкретно зборуваме, или пак да одат и тие да поразговараат со психолог за да знаат како правилно да се однесуваат? Веројатно ова е можеби најкорисното прашање за вашите гледачи, а тоа е што со овие предизвици, што кога едно семејство ќе се соочи со ситуација каде што гледаат дека нешто со неговото дете или нивното дете се случува. Како родители понекогаш се случува заради мноштвото на обврски и мноштвото на активности во кои што сме, не знам, преголема зафатеност, нели, темпото кој што го налага секојдневието, некои работи понекогаш да ни промакнат, односно да не ги видиме веднаш. Но сепак родителите многу добро ги познаваат своите деца и можат да направат одредени разлики во нивното, да увидат одредени разлики во нивното однесување, и секако дека најдоброто е да првично со нив малку поразговараат и да видат што е тоа што се случува таму, затоа што она што е најважно во тој момент е како они ќе инвестираат во нивниот однос, на кој начин и како ќе ја градат таа релација и понатака во животот. Секако дека понекогаш родителите се немокни во одредени ситуации и тогаш најчесто доаѓаат и нели, како викаме, нели, тропнуваат и на нашите врати. И она што морам да кажам дека иако од една страна нели ова е загрижувачки фактор, нели се поголем број на вакви примери,
Од друга страна, има едно подобрување во последните години, а тоа е дека родителите се почесто бараат стручна помош, психолошка помош, психотерапевска помош и така натака. И кое што, доколку се направи навремено, води до подобри резултати. Оно што е првична задача секако е да се зацврсти тој однос помеѓу родител и дете, затоа што тоа е клучно, како да кажам, како едно безбедно пристаниште за децата, односно за адолесцентите, тоа веќе одат на кај млади луѓе, нели, да во тој период можат безбедно да се вратат и да побараат, да бидат искрени и отворени со своите родители, кои што ќе им бидат изворот на главната поддршка. Оно што во нашата држава се случува во последниот период, како и во многу други во светот, но еве конечно и кај нас последниве години, се повеќе имаме програми за родители и деца, што е навистина фантастично и дава фантастични резултати, а тоа е како всушност тој однос родител-дете влијае на зачувување на менталното здравје кај децата. Ви благодарам многу за одвоеното време во утро и за сите овие корисни информации со оглед на тоа дека долги години се занимавате со психологија и воедно сте семеен психолог. Да, семеен и системски психотерапевт. Ви благодарам многу и на вас. Тука сме за помош и за се што треба за родителите и за младите. Благодарам уште еднаш. Ова беше второ вклучување на лице место со една актуелна тема, односно сите оние загрижувачки податоци и алармантни податоци за тинеџерките во Македонија на 13 и 15 годишна возраст, кои што всушност за жал се соочуваат со нервоза, осаменост и сите оние симптоми кои што на некој начин им го попречуваат нормалното одвивање и секојдневно функционирање.